Од денешната одлука на советниците зависи дали 18,5 милиони динари дадени од општина Куманово на јавното претпријатие Куманово паркинг со одлука на Советот во 2020 година ќе бидат впишани во Централниот регистар. Доколку не се донесе одлука за измена и дополнување на статутот, не може да се изврши упис на паричните средства кои што беа одобрени од општината за основната главнина на претпријатието, рече на седницата директорот Сашо Петрушевски, појаснувајќи им на советниците зошто е неопходно да се изгласа предлог одлуката. Петрушевски особено потенцираше дека советниците нема да донесуваат одлука за зголемување на основната главнина на Куманово паркинг, туку исклучиво одлука со која средствата ќе бидат впишани во Централниот регистар. Дел од советниците имаа забелешки и во однос на услугата јавно осветлување, која што претпријатието веќе подолго време не ја врши, а се уште фигурира во статутот. Беше задолжен директорот на ЈП паркинг да донесе нова одлука која ќе биде детално образложена. Од кои причини се врши зголемување на основната главнина на ЈК паркинг. Бидејќи во самата одлука беше наведен само конкретниот износ, истата одлука беше паушална, необразложена, недоволно детално образложена, од кој износ е составен тој износ кој беше наведен во предлог одлуката. Директорот на ЈП паркинг истото на седницата, значи на комисијата за статутарни прашања, истото не го стори и ја достави истата одлука која од страна на комисијата, бидејќи има мнозинство на гласови, беше усвоена исто како што беше предложена на претходната комисија, на која сите едногласно гласавме дека и донесовме заклучок дека не може таква одлука да помине, бидејќи содржи недостатоци. И од тие причини ја известувам јавноста, граѓаните, дека нема да гласаме за ваква одлука и за ваков пречистен текст. И тука и директорот нека ни објасни зошто не е донесена одлука за промена на таа надлежност, односно за бришање на таа надлежност, која со некоја одлука на претходен совет му е земена, а во пречистен текст на совет кој сега е предмет на ова гласање, треба да гласаме за нешто што јавното претпријатие паркинг не го врши, значи го врши општината Куманово. Значи и од тие причини исто така сакам да излезе и да ни каже, да ни образложи зошто пречистениот текст на статутот кој сега треба предмет на овој дневен ред не е пречистен статутот на јавното претпријатие паркинг со таа надлежност, односно да се врши бришање на таа надлежност, бидејќи таа надлежност истиот сега не ја врши. Прва работа е одлука која 2020 година од страна на Совет на општина Куманово е донесена, значи за зголемување на основна главнина на јавно претпријатие за паркинг, простори и јавно осветлување Куманово паркинг Куманово. Во таа одлука пишува дека со ова зголемување вкупниот износ на основната главнина на ЈП Куманово паркинг Куманово изнесе 18,5 милиони. Значи тоа е одлука која Советот, бидејќи вие сте Совет и работите во континуитет, важи се додека друга одлука не се донесе спротивно на оваа одлука. Со тоа е утврдено дека основната главнина на ЈП Куманово паркинг Куманово е 18,5 милиони. Денеска точка на дневен ред е измена и дополна на статут на јавно претпријатие, каде што таа главнина која Совет ја донел, дека 18,5 милиони, ние ја спроведуваме. Зошто го правиме се тоа? Имавме 2 месеци ревизија. Усно укажување, а тоа најверојатно ќе стои у записник, е дека еден од пропустите на јавно претпријатие е што од 2009 година до ден денеска сите пари кои се пуштени од општина Куманово према јавно претпријатие по основ на зголемување на оснивачкиот влог не се впишани во Централен регистар, што е технички пропуст. Затоа, ЈП Куманово паркинг пристапи кон измена и дополна на статут, значи со одлука и пречистен текст, затоа што овие 18,5 милиони после ваша одлука, ако ја донесе Советот, ќе бидат впишани во Централен регистар. За да јавно претпријатие има увид на сите добавувачи, колку должи,
кои ќе влезат во завршната сметка, односно извештајот за материјално-финансиско работење. Ќе бидат тргнати овие 18,5 милиона. Ова е само техничка работа, за да она што не е направено во минатиот период, сега ќе биде направено. Ми посочија да го оставиме осветлување, бидејќи во записник од ревизија, кој ќе биде конечен кроз неколку дена, јавно предпријатие Куманово паркинг, основната дејност и дополнителната дејност, уличното осветлување, можеби кроз тек на времето ќе бидат вратени. За да не би правеле техничка работа, пак да го враќаме, значи ова се насоки од ревизија, уште еднаш повторувам, затоа што не е тоа волја на директорот, не е тоа некоја политичка игра, се работи за некоја законска работа која ние во наредниот период и улично осветлување се додека не се реши состојбата комплет со улично осветлување ќе остане. Председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска апелираше до менаџерите на јавните предпријатија во иднина навремено во законскиот рок од 100 дена да ги ажурираат податоците во Централниот регистар.